Истрагата за пожарот во дискотеката во Кочани се уште е во тек. Се сослушуваат сите оние кои се поврзани со кривично правниот настан, посочи министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Согласно информациите кои што ги имам, сега во рамки на истрагата се превземаат насоки по дадени нападствија од страна на јавното обвинителство. Колку што сум запознаен, се од страна на јавното обвинителство се сослушуваат одреден број на сведоци кои што се поврзани со кривично правниот настан и не би имал што да додадам. Во овој момент истрагата се уште трае, се собираат докази, се постапува по насока на јавното обвинителство, што има нови моменти јавноста од страна на јавното обвинителство ќе биде запознаена за сите оние чекори кои што ќе следат виднени. Од друга страна, семејствата на починатите од трагичниот настан ја одбија средбата со премиерот Мицкоски. Сметавме дека предлогот за средба во Кочани е разумен и оправдан, особено затоа што дел од родителите не се во можност да патуваат поради последиците од трагедијата, се наведува во писмото од семејствата. Тие истакнуваа дека нивниот став не е целосен концензус, туку одраз на мислењето на мнозинството меѓу нив. По градбивањето на средбата, семејствата најавија организирање на мирен собир под наслов Марш на ангелите, кој ќе се одржи денеска во Кочани со почеток од 16 часот и 5 минути. Со овој марш тие сакаат да ја одбележат болката, да побараат правда и да ги потсетат институциите дека ваква трагедија не смее да се повтори. Пожарот што на 16 март ја зафати дискотеката Пулс во Кочани ја потресе јавноста и отвори сериозни прашања за безбедносните стандарди, инспекцијските контроли и институционалната одговорност. Во пожарот починаа 62 лица, а над 200 беа повредени.